одличен ритам сме на 9 минути после 12 часот. Продолжуваме понатаму со темата која што ви ја најавив. На 2 август Струга ќе биде домаќин на третото издание на спортскиот фестивал Илинден во организација на спортскиот клуб Соларис. Фестивалот кој што минатата година беше прогласен за спортски настан на годината, годинава нуди надпреварување во 4 категории: пливање, кајак, суп и такла. Бројот на учесници е веќе пополнет. Организаторите информираа дека годинава ќе има двојно повеќе учесници споредено со минатата година, а деталите за овогодинешното издание ги дознаваме од Коста Хјохи, председател на организацијскиот одбор, и Лиза Пантековска, спортски раководител на манифестацијата. Ви благодарам и на двајцата што во екот на подготовките најдовте време за овој разговор. Коста, на 3 дена пред фестивалот, кажете ми најпрво како течат подготовките во таа организацијска смисла и што се вие сега треба да направите, односно што правевте изминатиот период за да овозможите услови за достојно одржување на фестивалот надвор од она што секако во Струга го дала природата, тоа е реката Црндрим. Така, најпрво добар ден на вашите слушатели. Благодарност до вас како Плей Радио, медиум кој што секогаш застанува за нашите активности. Искрена благодарност и се надевам дека и во иднина тоа ќе продолжи. Да, сме во тек на, да кажам, подготовка на се она што значи спортскиот фестивал Илинден. Сме, онака условно кажано, растурени на сите фронтови, но останува само да се спои тој мозаик и да имаме уште едно убаво издание, успешно издание. Како што спомнавте и самите, имаме привилегија да живееме во Струга, покрај онаков воден базен, покрај можност да се одвиваат речиси сите водни спортски активности, и тоа безпрекорно и безпречено. Но во секој случај, она кое што ние планираме да го реализираме на реката Дента, бара и некои дополнителни спортски инфраструктури кои што се во тек на изработка, односно кои што се во тек на монтирање. Ке се постават пливачки стази, ќе се постави терен за ватерполо со голови, со инсталации, понатаму кајакарска стаза со блок стартови, односно со специјални чамци кои што ќе ги држат надпреварувачите на старт, изготвен е и спуст за полесно влегување во вода, нормално реквизити за прославување како што се пиедестал, бина и сите тие пропратни работи. Така е, сега ги споменав овие 4 категории, сакам да се фокусираме на такласкоковите, затоа што е тоа новитет од годинава. Надпреварувачите ќе скокаат од платформа висока 6 метри. Кажи ми, од кои се генерации има пријавени, затоа што тоа всушност ќе биде показател од колку младите во Струга во денешно време знаат што е струшка такла и дали е доволно пренесена таа традиција. Па така, ете, ист таков интерес како што вие пројавивте и посебно го издвоивте скокот такла од другите спортски дисциплини. Годинава имавме ние навистина најголем интерес на таклата, пред се ради тоа што е струшки бренд и природно секако поради фактот што не постои стружарец, јас верувам, кој што не знае да скока такла и е овие новиве генерации не знам дали знаат, само телефони имаат. Океј, ворете се со тоа, со телефоните, но практично скокањето такла се учи паралелно и со самото пливање во дримот. Така што можете да видите, да поминете покрај дрим и да видите најмали дечина како скокаат такла, успешна или помалку успешна, но во секој случај се обидуваат и во суштина така и се учи тој акробатски скок. Значи, интересот е навистина голем, имаме буквално интерес од сите генерации, но нели ние го ограничивме од 18 години, значи полнолетни имаат само право да учествуваат на сите спортски дисциплини кои што ги имаме на фестивалот. Најстариот ни е преку 70 години, 73-4 години. Го знаеме сите во градов или? Па не би го откривал сега идентитетот. Да, претпоставувам дека се знае. И околу неговата возраст гравитираат уште неколку имиња познати струшки такладжи, да.
Има млади, има секакви, но годинава го ограничиме само во машка конкуренција. Од проста причина што е почетно па да видиме како би продолжило натака до година, секако би вклучили женски натпреварувачки. Така, Лиза, веќе ги знаете учесниците, пропозициите велат дека секој може да учествува полнолетен со претходна пријава, но дали годинава рекреативниот момент преовладува или пак почнаа да се пријавуваат професионалци и која е всушност целта на фестивалот? Дали да остане за сите љубители на водените спортови или со тек на време планот е да се претвори во некоја професионална спортска борба? Комплексноста, организацијската комплексност на спортскиот фестивал Илинден произлегува најмногу од неговата мултидисциплинарност. За да може да ја раководите таа организацијска комплексност, практично суштинска компонента е навременост на извршување на задачите. Тоа подразбираше и навременост на надпреварувачка пријава. Она што можам да го кажам и што е наша заедничка општа констатација и задоволство е што овој пат стружани се подведоа по тој одграничен временски период на онлайн апликација и го пријавија своето учество во дадениот временски период и комуникацијата со оние кои што практично не го најавија нивното учество продолжува и понатаму преку официјално доставените мејл адреси, давајќи им понатамошни насоки за постапување пред и за време на одржување на самата манифестација, се разбира во зависност од степенот на нивниот ангажман. Она што сакам како личен апел во ситуацијава да го порачам е дека сите надпреварувачи да останат доследни во својата одлука да се појават на стартниот блок, затоа што организацијскиот проблем не е само реактивно пријавување на самиот ден на случувањето, туку и откажување од учество без претходна најава. И од тие причини повторно ќе речам, апелирам на одговорност која што во континуитет и соработка ја побаруваме од нашите учесници. Што се однесува до учесниците, дали можеби ќе има некој, очекувате да има или годинава, дали има, или од следната година некои попознати спортски имиња? Значи, основата на спортскиот фестивал Илинден е спорт за сите. И како што кажа и Коста, тој е отворен према структура на полнолетни рекреативци. Так. Наша интенција е овој фестивал да го задржи контекстот на рекреативен спорт, затоа што мало по објаснување на слушателите, таа поддимензија на професионалниот спорт практично опфаќа многу мал процент од дејноста спорт и бара висока стандардизација не само на спортска инфраструктура, туку бара и висока стандардизација на спортска легислатива. Ние сме атипичен фестивал и по едното и по другото, затоа што функционира во една автентична, специфична средина, каква што е реката Дрим, и со едни автентични спортски дисциплини кои што се вкрстуваат дента, нешто што представува посебност на нашиот град, но и дисциплини кои што излегуваат надвор од рамките на она што представува професионално надпреварување. И од тие причини јас би сакала да кажам дека во суштина како резултат на сето тоа професионални надпреварувања ние во принцип имаме во ограничен формат генерално во спортската структура на нашата држава. Она што можеби ние можеме да ветиме во иднина е организацијско и програмско реструктурирање, односно воведување на одредени содржини, како што беше годинава со новитетот на таклата, со други содржински новитети кои што можеби ќе дозволат и временско пролонгирање на фестивалот, односно надминување на оваа еднодневна рамка на одржување. Токму на таа тема.
Сакав да ве прашам, добро. задолжена сте баш за тој спортски дел, ја воведовте таклата, се пријавиле двојно повеќе учесници од минатата година, дали сето ова е показател кој што ве наведува да размислувате од следната година да трае повеќе денови овој фестивал? Веќе тоа го најавив, точно тоа е наша интенција, затоа што тоа е интерес генерално и на градот, затоа што овој фестивал има, како и секое спортско случување, повеќе димензии или функции, образовна, спортско-туристичка функција, здравствена функција и во секој случај еколошка функција. И по тие стереотипи или пораки на однесување, нашата интенција е да овој град добие една нова традиција која што во секој случај може единствено да се одржува благодарение на низа на добронамерници кои што ја препозна оваа автентичност на фестивалот кој што го воведуваме. Тие добронамерници се однесуваат како на надпреварувачите од една страна, така се однесуваат и на онаа публика која што ќе биде присутна на денот на случувањето. Коста, да позборуваме малку токму за публиката, за атмосферата, ќе има и еден музички дел, ајде да позборуваме за таа порелаксирана страна на фестивалот, затоа што вие сега организирате, ама на крај забавата е најважна. Па да, ама мислам дека пардон, тоа и не е порелаксираниот дел на настанот. Што е порелаксирано? Се шегува. Да, безпрекорна грижа покрај за надпреварувачите, организацијскиот одбор има и за публиката. Значи, покрај програмата предвидена за надпреварување и во текот на програмата публиката ќе биде забавувана од страна на диџеј, односно рудбој селектор, позната музичка фаца од Струга. Понатаму секако надпреварите ќе бидат, односно целата програма ќе биде водена од професионален спикер. И на крајот, по завршувањето на последната церемонија на наградување, секако и музичка група. Значи, присутните ќе бидат забавувани од бендот Балтер. Покрај, нели, ете, забавниот дел, тука имаме организирана медицинска екипа за, ете, како што викаме, не дај Боже ситуации. Во секој случај еден букет на волонтери кои што ќе бидат цело време присутни тука, редари кои што ќе се грижат, нели, за редот и за да помагаат на публиката на надпреварувачите. Така што се надеваме дека во целина ќе имаме еден успешен спортски настан. Така, она што имав можност да го видам минатата година, дека атмосферата покрај ќеовите на Црн Дрим беше прекрасна. Во најмала рака ви посакувам да ви се повтори тоа и да биде уште поубаво, а дека фестивалов ќе си добие некоја своја традиција, очигледно, затоа што веќе трет пат се одржува. Да. Имате многу голем интерес, односно пријавени, така што ќе биде, верувам, сето тоа супер, уште еднаш да ги поканиме во колку часот и со што стартуваат. Ги покануваме сите заинтересирани да дојдат. Церемонијата на отварање ќе биде 11:45. Вратите на фестивалот ќе бидат отворени од 11 час. Ќе има промоција, односно еден мини крафт базар на ракотворби од страна на неколку изработувачи на дела ракотворби, без разлика дали се храна или орнаменти и така натаму. Ќе има штандови од нашите помагатели, покровители, така што во целост ќе биде еден интересен спортско-културен базар. Така, правите вистински празник на 2 август на вистина. За секого верувам дека за сечи интерес ќе има по нешто. Така, драго ми е што навистина го имате тој ентузијазам да организирате вакви настани, затоа што Струга тоа го заслужува, посебно во лето, така што ние секако како медиум ќе го проследиме настанот, така што ќе бидат информирани и оние кои што можеби периодов не се во Струга, па нема да имаат можност да бидат тука. Ви посакувам да биде секако што планирате. Благодарам. Благодариме на непосредната подршка на Плей Радио како наш локален медиум.
и можеме да ветиме ние како организацијски одбор од наша страна дека нема да ги изневериме стружани во она што сме го подготвили и ќе го понудиме на денот на настанот. Така, тоа е 2 август, 11:45, а ние сега продолжуваме со супер музика на радио.